Јас сум исто така учествувал да ги представам останатите две вежби. Овие нема да може да ги пробате затоа што денес, затоа што се врзани за сензор за велосипед и за статичен велосипед или нели нормален велосипед кој што е подигнат за да биде статичен, се со цел да се врти и да може во виртуалниот свет да се движиме. Би почнал со првата вежба. Идејата беше покрај овие вежби што ги видите да го вклучиме и велосипедот, за да може одредените ученици и деца да вежбаат физичка активност, возење на велосипед, кој што не можат да почнат да го прават тоа во надворешноста. И затоа кажавме дека VR-от е безбедна алатка која што ќе ни дозволи ние да го практикуваме тоа и нема да имаме можност да се повредиме. Првата вежба ни е комбинација на физичката активност и на учење на животни. Со тоа што VR-от се става, децава се качуваат на статичниот велосипед и кога ќе стартуваат вежбата и кога ќе почнат да вртат, може да го видат ова, уствари како тие вртат со педалите, така и се движи вежбата, велосипедот се движи внатре во вежбата и овде ова е се на турски, но овде има некои основни податоци за почетокот, поточно, сега кога ќе видите кога ќе стигнеме до одредено животно. Зборува на турски јазик. Но еве ќе видите од десната страна дека има одредено животно, но има и нешто што пишува, уствари ова се основни податоци за животните и целта е деца да научат некои податоци за животните кои што се представени овде, а во исто време да може и физички да се активираат со тоа што ќе вртат на педалата и ќе се движат активно, ќе се вклучат со одредено движење кое што има ликува на физичка активност, ствари кое што ние целата ни беше тоа да ги поврзиме. Еве имаме едно животно, може да подзастанат и да се не тоа беше носорог, како што се движат понапред, доаѓаат до следен надпис, овде во надписот најверојатно не сум сигурен сега малку изменето е, затоа ќе ви објаснам малку покусно зошто. Изменето е со цел да се постигне подобра соработка со деца и со петицијата, но овде пишува основни податоци, мислам дека Данте Лопов пишуваше, иако Данте Лопов. Во секој случај, овде има податоци за ова животно, кое што учениците можат да застанат, доколку не вртат со педалите, велосипедот застанува, може да се завртат, да погледнат, да прочитат, да го видат животното и да одлучат да продолжат со вртење кога ќе прочитат или ќе видат се што сакаат. Доколку се работи за ученик кои што не може да прочитат, тука може да бидат наставниците или тренерот или асистентот да прочитаат и да им кажат што гледаат, со тоа што ќе видите малку покасно, кога е побрзан VR-от за телевизорот или компјутерот, можете вие да гледате и така да давате упатства на децата што да направат, уствари вие гледате оно што гледате и како напредуваат. Еве и представа лисица, овде имаме лево информации за животното и они може да подзастанат и да го разгледат. Целта е да се смени малку и позадината, за да имаат појасна представа дека вакво животно живее во ваква средина. И продолжуваат напред со уште информации. Еве како што гледате се менува и средината. Ова е реше, претпоставам, кој што го помина колегата со велосипедот. И така се движиме се до крај на самата вежба. И последното животно, кој што повторно може да забележите дека дрвата и средината се менува.
да ја представува истинската животна средина во која што живее тоа живот. Се со цел да може учениците малку на поинтересен начин и со физичка активност да им биде интересно веžбањето, за да го комбинираме тој дел на учење информации за животните и физичката активност. Ова е се уште подложно на промени, затоа што нашите тимови, нашата држава Македонија и тимовите од другите држави се во комуникација за како можеме вежбите да ги направиме да бидат по-едноставни и по-функционални за учениците, но и по-едноставни и функционални и за кадрот кој што ќе работи со деца. Ние имавме доста потешкоти, затоа што тимот од Турција ја прави апликацијата. Имавме доста потешкоти да го поврземе сензорот. Мислам дека професорот спомна дека искористивме стварно доста луѓе од нашата држава и професори и деканот од студенти кои што ни помогна и за на крај да испадне дека и покрај тоа што го купивме сензорот не може да го поврземе затоа што има проблем во софтверот. И мислам дека, кој повеќе колегите, мислам дека вежбата се измени, не се користи веќе велосипед, туку самите рачки на VR-от, кои што ќе го видите после, ќе се користат за движење во форма на претпоставам како одење или како скиење зборувавме, како движење за да може да се поминат овие вежби. Втората вежба, која што мислам дека одлично беше замислена, за која што ние дадовме доста наши препораки, сега ќе видите, е истата формула на движење со велосипед, но овој пат се движиме низ крвотокот на човекот и стигнуваме до различни органи, ова е жалудникот, кај што можеме да прочитаме основни информации, да се запознаеме и потоа ни се отвараат тие врати, како што ова ни се отвори, да ни дозволи да продолжиме понатаму. Со тоа што за оваа вежба секако се користи за повозрасни ученици и имавме доста коментари и комуникација во однос на колку ќе бидат спремни да ја работат, затоа што малку за некои од учениците и за некои од професионалците изгледаше страшна, заради тоа што се движиме во крвотокот. Овие малите крвни садови знаат да ги збунат учениците, затоа што се движат и можат премногу да ги стимулираат. Крвни зрнца. Да, крвните зрнца. Туќата ја видовме, еве ја повторно, овде пишува информации исто за неа, така да целта е да го искомбинираме повторно тој модел на физичка активност со учење. Ова е повеќе на мене, тоа не е, предпоставам биологија. Ќе влезе во биологија предметот. Да, интересното е што оваа вежба може да се извиди што вижу, но оваа вежба може да се направи кај типични деца, наистина е многу од корист. Затоа што друго е кога ги гледаат моделите сами на слика или не модел што ги имаат во кабинетот по биологија, а може интересно е кога наистина пробуваат и тие да ги научат органите на еден поинаков начин. И тука всушност се прави една повторно голема кохезија помеѓу учениците, односно инклузијата доаѓа до дело. Да и детето тоа што го работи, детето со аутизам или атипичен развој, тоа начинот на кој што учи да го искористат и другите деца, бидејќи обично тие што работат поиок, нели секогаш некако поинаку совладуваат. Ако сите работат едно, тоа за жал работи по едни поедноставни цели со подруги методи на работа и манипулативи. А ова е вежба која што може целото одделение да работи и да има бенефит кај сите. Сега правиме малци и можеби мешкање и во резултатите ќе го зборуваме тоа за теа како последен дел. Меѓутоа, овие вежби точно се заменети со, бидејќи велосипедот не можеше да се поврзе со сензорот, ние бевме единствена земја која што имаше тој проблем. Најдоа замена, че повторно ги имаме ние овие вежби, но со теа бевме навистина креативни, ние статичниот велосипед кој што го имавме и кој што ни беше наменет за оваа цел, сепак ги качевме децата да пробаат. Бевме скептични за тоа што не знаевме како ќе изреагираат. Имате вие VR на глава и плюс да сте на велосипед качени, тоа е малку непријатно чувство и за било кој.
Меѓутоа, наместо вирот им пуштавме на екран, как движење низ шума, тие имаат задача само да гледаат велосипедот, на екранот гледаат движење низ шума каде што има разни видови на животни. Значи пак да ја постигнеме целта, меѓутоа на поинаков начин и навистина бевме многу изненадени од тоа колку децата сакаат да се качуваат на велосипед и родителите какви информации ни даваат дека тоа ги охрабрило да почнат да ги качуваат на велосипед со помошни тркала. Например, до сега дека никогаш не возеле, дека немале иницијатива, а сега некако кај неколку деца, не е сите 20 кои што беа, туку кај неколку деца, 2 или 3, некако се појави желбата да тие барем пробуваат да возат велосипед со помошни тркала, што ете на еден начин ни помогна да ги мотивираме и да можат да прават активности надвор. Затоа сме среќни и затоа може да се искомбинираат различен тип на вежби и оно што кажувам, да се прават модификации согласно условите кои што ги Да, тоа сме да сме веќе по предности, јас исто така би сакал да кажам дека доколку имате спремен тим кој што сака и може да ви сработи тоа, може да направи модифицирана вежба како што сакате. Практично овие вежби кои што ги гледаме овде, ние заедно како нашиот тим, Македонија и партнерите, заедно прво ги осмисливме, потоа му дадовме насока на техничкото лице да ги програмира и да изгледаат вака. Така да има многу голем потенцијал за да правите многу работи. Јас, пошто ја работев малку повеќе на VR-от, успеав да видам кои други вежби ги нуди и се што нуди VR-от, така да тие знаат да бидат доста напредни, иако не тие беа наменети за друго и се плаќаат, сепак може да направите, да креирате по потреба какви вежби сакате. Тоа е многу позитивно и уште една мала предност, можете да ги користите вежбите и со секако типични разни деца, кои што ученици, кои што доколку така ги модифицираме вежбите, може да бидат интересни за сите, почувајќи и за нас некои вежби и мене ми беа лично интересно да ги сработам.